Во Тетово станицата за следење на квалитетот на воздухот се наоѓа веднаш до котлара која служи за затоплување на основното училиште Кирил и Методи и во издвор каде се изведуваат градежни работи. Објектот на котларата се наоѓаше на местото каде сега се гради детската градинка, поради што беше дислоциран, но близината со станицата го отвара прашањето дали истата ја покажува реалната слика на аерозагадувањето. Според доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје, во вакви околности податоците отстапуваат, поради што мерната станица треба да биде преместена. Според нашите правилници, а и според светските стандарди, станицата треба да представува, да ги собира примероците од не само од еден извор на загадување, тука најповеќе од сообраќајот, значи од сите извори на загадување и секако во правец на ветрот, тоест во правецот на ружата на ветрови. Исто така треба да се исполнат други критериуми, да биде од ивицата на тротоарот најмалку 10 метра, а од раскрсници 25 метра. Инструментите треба да бидат поставени минимум во зона на дишење, односно 1,5 метар до 4 метра, а меѓутоа може и до 8 метра. И најбитно, што кај нас не одговара, да нема во близина друг извор на загадување, а тука имаме котлара и исто имаме градежни активности, каде што се гради, а поради тоа беше променета локацијата, претходната локација, затоа што се градеше. Така да мислам дека треба да се размислува да се отпочне онаа процедура законска за промена на локацијата на автоматската станица за мониторинг на амбиентниот воздух. Станицата во 2013 беше преместена од првобитната локација во дворот на гимназијата поради изградба на многу повисок објект во нејзина близина, тоа е спортска сала. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека сега немаат во план да ја дислоцираат. Сегашната локација на станицата во Тетово е се уште релевантна и покрај зградбата на котларата во непосредна близина која нема висина со која би го попречувала земањето на примероци од воздухот и одредувањето на квалитетот. Објектот е поставен пред известно време без никаква најава од страна на тој што ја изградил. И покрај близината на овој извор на загадување, мониторинг станицата обезбедува релевантни податоци како од загадувањето кое доаѓа од сообраќајот, така и од загадувањето кое доаѓа од загревањето, како на јавни објекти, така и од приватни домови. Според последното истражување за квалитетот на воздухот во Западен Балкан на мрежата на невладини организации Банквач во однос на загадувањето со PM10 честичките, Тетово е на трето место во земјава, а на прво во однос на загадување со многу поштетните PM2,5 честички.